Преку заселен глас до подобри здравствени услуги, проект на Националниот ромски центар, кој покажал видливи резултати во однос на информираноста и плаќањето на здравствените услуги кај гинеколог на жените ромки од годишното негово спроведување во Кочани. Ромките и социјално загрозените граѓани немаат еднаков пристап до антенаталните услуги. 50% од нив се пораѓаат без да знаат која крвна група ја имаат. Најчесто одат само на 3 прегледи, а согласно протоколите загарантирани се 10 за правородка, а 7 за жени кои раѓале повеќе пати. Тргнувајќи од овие поразувачки резултати, Националниот ромски центар од Куманово работи со жените ромки, родилки и мајки од Куманово, Кочани, Штип, Крива Паланка и Битола. Преку проектот им помага на жените кои имаат финансиски потешкоти и кои не се во можност да ги платат здравствените антенатални услуги. Преку проектот се промовира еднаквиот пристап до услугите за репродуктивно здравје за жените ромки. 10 антенатални прегледи кај матичен гинеколог треба да изврши секоја жена која што станува бремена, нели? Ние во тие рамки изработивме правна анализа и финансиска проценка и видовме дека со оглед на тоа што просечно 4 члено семејство прима социјална помош од 2040 денари на месечно ниво, дека издатоците за една жена, за да ги плати тие лабораториски прегледи, односно да плати партиципација, не за да ги плати целосно, месечно и зема некаде околу 300 до 350 денари. И поради тоа ние направивме финансиска проценка и значи се застапруваме пред институциите владата да ја преземе оваа обврска и да ги покрие овие трошоци за оваа категорија на жени. Се работи на намалување на смртта кај новороденчињата, додаде Скендеровска. Од Министерството за здравство ни беше испратено писмо дека и владата работи во таа насока и дека еве направиле акционен план за да се редуцира нели матерналната и доеничката смртност, односно да се намали, затоа што имаме доста голема стапка во моментот во Република Македонија и многу е повеќе отколку во другите држави, значи во регионот. Националниот ромски центар соработува и со гинеколозите, медицинските и патронажните сестри, како и со лекарите по социјална медицина од центрите за јавно здравје, како професионалци кои најмногу контактираат со жените. Скендеровска рече дека проектот ќе проложи и наредната 2014 година.